Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат од утре во 17 часот пред владата во Скопје, но и низ градовите во целата држава. Како што најави од граѓанската иницијатива на официјалната страница на Facebook, продолжуваат понатаму посилни и помотивирани. Велат дека се горди на граѓаните кои во целиот изминат период покажале храброст, достоинство, чест и непокор пред неправдите и никакви заплашувања, закани и навреди кон луѓето поддржувачи на заедничка Македонија нема да им поминат. Од иницијативата се децидни дека никој нема право и нема да му биде дозволено да ги крши уставот и законите во Република Македонија. Бараме од институциите да поведат постапка за сите кои се обидуваат да извршат државен удар и вон сите процедури, кршејќи го уставот, да бираат претседател на собранието. Не интересира кој го поддржал незаконскиот Џафери во оваа земја, газда е народот на Република Македонија, а не бирократи од дипломатските мисии кои си го гледаат својот, а не интересот на граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, лидерот на СДСМ Зоран Заев и интелектуалците кои важат за стратези во партијата како што е Љубомир Фрчковски, најавуваат дека од утре ќе продолжи сценариото за преземање на власта, што започна во четвртокот со спорниот избор на Талат Џафери за претседател на собранието. Знаевте вие новинарите кој е сценариото. Па знае сите дека ќе се обиде мнозинството да гласа. Ќе дојде на четвртата точка, тоа го баравме деловнички, инсистиравме, не се откажавме до крај, го повторив денте јас, еве сум потенцијален мандатор. Питање инцидента е питање жестокост инцидента, иначе сви што нешто знамо, очекивали смо некакав тип инцидената код ове предаја или преноса власти. Мислим да ќе да се ово од уторка надалje ичи убрзаним темпом, нова ќе веќина преузети канцеларија и собрање и у период од 7 до 10 дана формираće се нова влада, ту нема назад. Последните случувања во собранието наидоа на жестоки реакции кај експертската јавност. Универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски во статус на Facebook вели дека најголемиот дел од најстрасните осудувачи на насилствата и нередите, што се случија во четвртокот во собранието, во исто време се најголемите и најстрасните апологети на насилствата и нередите, на убиствата и хаосот, на војната наспроти мирот. Меѓутоа, овие осудувачи на насилието со ниту еден потек или глас не ги осудија настаните од 2001 година, пишува Цуцуловски. Во 2001-та врз Република Македонија беше извршена брутална инвазија од секакви насилници и терористи, според оценката на Џорџ Робертсон, тогашен генерален секретар на НАТО, пишува Цуцуловски. Инвазијата беше извршена и од соседно Косово, но за тоа насилие молчат. Молчат за стотината загинати и киднапирани граѓани, чија судбина барем на некои од нив и понатаму е непозната. Молчат за Карпалак, ниту некогаш им текнало да го посетат тоа место и на тој начин да им оддадат барем символична почит на убиените. Молчат за Вејце, како и за запалениот манастир во селото Лешок, пишува Цуцуловски. Според професорот се знае кои луѓе беа на командни места во тоа време, како што се знае и на какви функции се сега истите команданти. Голем дел од нив се на власт, додека еден од нив се предлага да биде претседател на собранието, се едно што бил дезертер и командант на ОНА, пишува Цуцуловски.